Граничните премини и натаму затворени. Падна виртуелната министерка од Албанија. Мистерија над небото во Колумбија. Јас сум Александра Вуксановиќ. Еве што има ново. МВР потсетува дека посебниот шалтер во одделот за граѓански работи во зградата на МТВ Приземје во Скопје, кој работи секој работен ден во периодот од 8 часот до 17 часот, можат да поднесат барање за промена на контакт податоците кои ги доставиле при регистрација на возилата, доколку има настаната промена или во случај да имаат добиено известување со неточни податоци. Истото може да се изврши и низ страниците за технички преглед на возила во државата, каде што е распореден деташиран референт на МВР. Новиот состав на Државната изборна комисија денеска ќе даде свечена изјава пред претседателот на Собранието Африм Гаши. Собранието со поддршка од 83 пратеници го избра Бојан Маричик за нов претседател на Државната изборна комисија. За потпредседател на највисокото изборно тело е избран Абдуш Демири. Просечната плата во земјава во 2024 година пораснала номинално за 9,2%, а реално за 5,1%, додека очекувањата се инфлацијата во текот на годинава да не надмине 3%, посочува гувернерот на Народната банка Трајко Славески во објавен статус на социјалната мрежа X. Ова доаѓа по синокишниот протест на кој се собраа илјадници незадоволни работници, предводени од Сојузот на синдикати на Македонија. Работниците бараат да се зголеми минималната плата на 600 евра и сите други плати за 6000 динари. Во осврт на протестот на Сојузот на синдикати на Македонија за зголемување на минималната плата и на останатите плати, гувернерот нагласува дека е важно решенијата за растот на платите да се темелат на постојаните законски рамки и на економски одржливи критериуми. Продолжува блокадата. Повеќе гранични премини и денеска затворени од камионските превозници. Затворени се граничните терминали за влез на товарни моторни возила на територијата на нашата држава и на коловозните ленти на самите гранични премини за излез од државата, но само за делот за товарен сообраќај. Во станица 26 ќе се одржи донаторска вечер Treats of Light, со која официјално ќе биде одбележан почетокот на работата на новоформираната фондација Фросина Кулакова. Настанот ќе ги обедини уметноста, музиката и граѓанската свест во една заедничка порака за одговорност, грижа и потреба од подлабока општествена промена. Фондацијата е основана од семејството на трагично починатата Фросина, која животот го загуби во сообраќајна несреќа. Во рамки на вечерта ќе бидат изложени и ставени на хуманитарна аукција дела од македонски уметници и креативци, а средствата собрани од настанот ќе бидат наменети за поддршка на семејствата погодени од сообраќајни несреќи, активности за унапредување на безбедноста и поддршка на млади уметници. Како што најавуваат организаторите, посебен момент ќе биде премиерната изведба на химната Фросина, дело на авторот Александар Митевски со текст на Огнен Неделковски и изведба на хорот Фрида под водство на Сузана Турунџиева. Виртуелната министерка во албанската влада, која премиерот Еди Рама минатата есен ја представи како чудо и иновација на политичката сцена, се расипа. Како што пренесуваат албанските медиуми, министерката наречена Диела во последните денови не можела да разговара со граѓаните, да прима барања, а корисниците не можеле да добиваат електронски фактури. Инаку символот на дигиталната борба против корупцијата, како што Рама ја представуваше Диела, се најде во центарот на политички институционален парадокс. Неговите креатори се под истрага за сериозни коруптивни практики. Судскиот процес за случајот со момчето убиец од Рибникар се враќа на почеток. Вишиот суд во Белград го закажа почетокот на главниот претрес за 29 јануари во повторениот судски процес против Владимир и Милјана Кецмановиќ, родителите на момчето која уби 9 деца и еден чувар на училиштето и рани уште 5 деца и еден наставник по историја во основното училиште Владислав Рибникар на 3 мај 2023. Пресудата со која Владимир Кецмановиќ беше осуден на 14,5 години затвор, а Милјана Кецмановиќ на 3 години беше поништена од апелациониот суд и наложи ново судење.
Се појави ново видео на кое се гледа физичка пресметка меѓу Алекс Прети и федерални агенти, повеќе од една недела пред да биде застрелан и убиен од нив. Представник на семејството на Прети потврди дека човекот на видеото објавено синоќа навистина е Прети, пишува CNN. Видеото го прикажува Прети како им вика на агентите и го шутира задното светло од нивното возило додека се оддалечуваат. Потоа агентите го запираат возилото, излегуваат и го соборуваат Прети на земја. Целиот настан во Минеаполис трае неколку секунди пошто Прети станува. Се чини дека има пиштол во појасот, но не е јасно дали агентите го забележале. Агентите не го разоружуваат, туку завинуваат. Не е познато што се случило непоследно пред и по снимениот момент. Официјални лица на Соединетите Американски држави, Данска и Гренланд денес започнаа преговори со цел решавање на дипломатската криза предизвикана од заканите на американскиот претседател Доналд Трамп во врска со преземањето на контролата врз островот во Кралството Данска, објави Данското министерство за надворешни работи. Преговорите представуваат опит да се најде компромис помеѓу желбата на Трамп за поголемо американско присуство во Гренланд и почитување на суверенитетот на територијата. Мистерија на небото над Колумбија. Авион на колумбиската авиокомпанија Сатена, во кој патувале 15 лица, исчезнал од радарите при завршената фаза од летот кон североисточниот дел на Колумбија, во близина на границата со Венецуела. Слетувањето било планирано околу пладне по локално време, но комуникацијата со контролата на летање била прекината неколку минути пред очекуваното пристигнување. По губењето на контактот веднаш биле активирани спасувачки служби, а потрагата по авионот се уште трае. Нов вирус хара во Азија. Што е Нипа? По повторувањето на случај на инфекција со вирусот Нипа во индиската држава Западен Бенгал, неколку аеродроми низ Азија го подигнаа нивото на тревога од страв од можно ширење на оваа исклучително опасна болест. Станува збор за вирус за кој нема лек. Тајланд веќе воведе здравствени прегледи за патниците што пристигнуваат од Западен Бенгал, додека властите во Тајван објавија дека ќе го стават вирусот Нипа во петата највисока категорија да закана по јавното здравје. Вирусот Нипа е зоонотска болест, што значи дека се пренесува на луѓето од животни. Најчесто природни резервоари на вирусот се лилјаци и свињи. Вест од спортот, во Националната опера и балет во Скопје вечерва ќе биде одржано 71-то издание на изборот Спортисти на годината 2025. На оваа традиционална спортска манифестација ќе бидат прогласени и наградени најуспешните македонски спортисти, тренери, спортски тимови и репрезентации и национални спортски федерации за минатата година во 9 категории. Во рамки на настанот ќе се одржи и доделувањето на 500 стипендии спортска надеж наменети за млади талентирани македонски спортисти. Природава во Скопската зоолошка градина се родија две џуџевски мармозети. Тие се сметаат за најмалите мајмуни на светот и тежат најмногу до 100 грама. И двете бебења се уште се тешко видливи со голо око. Тие постојано се на грбот на својата мајка и за нив се грижи целата група, велат од зоолошката градина. Инаку во октомври годинава Скопската зоолошка градина ќе прослави 100 години постоење. Тоа беше се во овие вести на Слободен печат. Благодарам на вниманието и на довербата. Повеќе информации имате на slobodnpečat.mk.